На повикот игуменот на Лесновскиот манастир, отец Дамаскин, екипата на телевизија Протел денеска се наоѓа во Лесновскиот манастир, за да игуменот на Лесновскиот манастир, на вас почитувани гледачи, даде едно видување и ја објасни последната појава која што се случи во Пробиштип, а тоа е појавата на една личност која што кај себе ги прибира граѓаните не само на Пробиштип, туку и на пошироката околина во Република Македонија, нудејќи помош во однос на здравје, во однос на пород, во однос на решавање на семејни проблеми. Како што рековме, се наоѓаме во Лесновскиот манастир. Кажете ни, отец Дамаскин, зашто точно се станува збор? Еве, како што рековме, нашата екипа денеска се наоѓа и доаѓа овде на повик од вас. Да, најнапред голема благодарност на така за тоа што се одзовте на повикот. Да ви посакам добре дојде и воедно нели така да упатам и поздрав и благослов и од нашиот митрополит до сите ваши гледачи на телевизија Протел. Значи, причината и поради која што го пативме повикот нели така за да дојдете е, како што рековте, појавата на една личност, тоа е Каролина од Пробиштип, која што веќе во голема мерка е позната и пошироко, значи во целата наша епархија, па секако и на широко, бидејќи гласот за тоа брзо се шири во последно време и беше потребно по послушание од нашиот митрополит Иларион да сето тоа го разјасниме, појасниме, разобличиме и да ги упатиме нели така нашите не само верници, бидејќи верниците им е тоа сосема јасно, меѓутоа сите оние други наши браќа, сестри, граѓани на нашата татковина и тука па и пошироко, да им објасниме всушност што стои за сето тоа и дали таа всушност вистински им помага на народот или пак народот во незнаење и во неинформираност бараат помош од некој сосема друг, а не од Бога. Значи, ќе повторам, по послушание на нашиот митрополит Иларион, таа заедно со својот сопруг беше повикана тука во Лесновскиот манастир пред Божиќ, за да поразговарам со неа и за да ја објаснам и за да слушнам што таа да има да каже, како тоа сето се случило кај неа, бидејќи таа се повикува на тоа дека е од Бога повикана и избрана за да им помага на народот во однос на, како што спомнавте, и за пород, и за семејни проблеми, за секакви искушенија, како што и многумина слични на неа тоа го наговестуваат. Меѓутоа, првично, за да некој е повикан од Бога, за да некој може да му помага на народот, пред се треба да го познае Бога, треба да живее со Бога и треба да живее во црквата. Надвор од црквата нема вистински ниту живот со Бога, ниту покаяние, ниту спасение, ниту пак може некој да прими некакви дарови Божи. Бидејќи по зборовите, ќе кажам, на почетокот на еден голем светотец на нашата црква, вели, ако некој не ја послуша, ако некој ја нема црквата за своја мајка, и ако не ја слуша црквата, тогаш го нема ни Бога за свој отец. Зати секој оној што не ја слуша црквата, всушност се противи на Бога и на законот Божи и на заповедите Божи. Значи, во разговорот со неа, таа ми објасни што се случило со неа, како доживеала и со браќајка, како потоа нели така имала некои појави, насон и се јавувале од известни светители, како што е тоа Света Петка, која што многу често сака да ја спомнуваат личностите и луѓето и како неа, кои што се само прогласуваат за повикани од Бога, па Свети Јован, па на крајот и летоска последен и Свети Илија, после чие јавување таа веќе престанала со својот работен однос и се посветила
наводно, реков, се посветила за да му помага на народот. Накратко само ќе објаснам, бидејќи не сакам да должам, за да запомнат луѓето. Значи, таа објасни сето тоа што и се случило, сето тоа што и се наговестува, нели така, и се најавува на сон, дека светителите и кажуваат дека таа треба да чита известни, тоа не се ни молитви, тоа се некои реченици или написи кои што немаат апсолутно никаква врска со молитвата кон Бога, и некои други действија со некои злоупотребува некои светињи, наводно Свети Василije Острошки со некое благословено лепче, кое што не му влосува, туку од него дава парчиња на многу луѓе за да добијат пород. Потоа и со некаква наводна Божја енергија, со која што помага и во здравствените дури проблеми, значи не само во однос на главоболки, туку и во секакви други здравствени проблеми. И јас сето тоа најкратко и најмирно и го објаснив и на неа и на нејзиниот сопруг, кој што исто ја поддржува и е внесен во таа нејзина дејност. Им објаснив дека сето тоа нема никаква врска со духовноста, дека тоа сето не е од Бога, дека демоните може да се прикажа себе си и како ангели на светлината, дури да земат обличје и на самиот Христос и на Богородица, и тоа не само на сон, туку и на јаве. Дека има многу од светителите, од подвижниците кои што биле во некои моменти од својот живот поради гордост на умот, кога тие своите дарови ги припишеле на своите собствени трудови и подвизи, а не на благодата Божја, дека Бог допуштил дури и нив демоните да ги опрелестат, кога им се јавувале и демоните во облик на ангели, во облик на и самиот Христос и Богородица, и дека правилото на црквата и поуките на светите отци во нашата православна христијанска црква во однос на виденијата и на соништата се јасни и прецизни. Тие не велат и не поучуваат. Кога ќе имаме било какво видение, наводно, или нешто ни се јави на сон, под маската на духовното, под маската на светото или на светињите, да речеме: Господи, ако е ова видение од Тебе, не сум достоен да го видам. Ако не е од Тебе, не сакам да го видам. Значи, во обата случаи Бог нема да не казни, ако ние не го примеме ниту сонот, ниту видението, ниту некој наводен знак кој што тој не го испраќа, туку Бог ќе не награди за смирението, бидејќи Светата црква не чува од прелестите и измамите на лукавиот. Реков, тој не настапува директно како со својот вистински демонски лик, туку се маскира себе си под маската на доброто, под маската на богоугодното, под маската на доброто, и под таа маска прелажува и измамува многу луѓе. Сето тоа реков јас и го објаснив и многу подлабоко, сега нема да должам, значи многу поопширно, многу подлабоко ја упатив, нели така, на некои поуки и светители и дадов и некои книги кои што зборуваат и во однос на духовниот вистински православен живот, и во однос на измамите на лукавиот. Тоа е книгата кај нас која што имаме издадена од библиотеката Луѓе Божји и зли духови, во која што многу јасно и прецизно се зборува за потеклото, природата на демоните и за нивните измами во разните облици денеска во светот покрај ваквите измами, прелести, па и со другите, значи дали е тоа помошта со биоенергија или со други лажни дарови, наводно Божи, кои што ги добиваат луѓето, кои што немаат апсолутно никаква врска ниту со црквата, ниту со духовноста, ниту со покајанието, и кои што не знаат апсолутно ниту 1% од вистинското православно учење. Откако ја објаснив, нели, таа речете дека ќе види, ќе разгледа, меѓутоа во разговорот ја прашав и дали има некакво познавање од таа православната вера, бидејќи се декларира себе си дека е повикана од Бога, и кога ја прашав дали таа го знае символот на верата,
кој што го знае не само секој православен верник, туку кои што го знаат и најмалите дечиња кај нас од 5-6 години, кои што доаѓаат секоја недела и секој празник на богослужба, на света литургија. Таа рече, се збуни и рече го знам, па не го знам, и не знаеше ниту еден збор да изусти во однос на основното православно исповедање кој што го има, реков, и во секој календарче, и во секој молитвеник, и кој што секој православен верник го знае на памет и го има во секојдневното молитвено правило. Исто така и објаснив дека за да вистински не ги препознаеме лукавствата на демонот, бидејќи начинот на кој што ги измамува личностите како неа, бидејќи јас тоа отворени го кажав, е гордоста на умот. Значи, кога ние ќе се убедиме себе си дека сме повикани од Бога, дека ние сме избрани од Бога, дека ние ако не помагаме и ако ги враќаме луѓето кои што наводно Бог ни ги испраќа, но и лукавиот може да ги испраќа секако и да не лаже, дека Бог ќе не казни, дека нешто ќе ни се случи, дека нешто дека Бог ќе не отфрли. Апсолутно е тоа неточно. Значи, сето она што ни е потребно за наше спасение, го имаме во православната црква. Нема потреба ни да прашуваме, ни да лутаме, ни да бараме некаде настрана од црквата. Бог не ни се јавува насон. Бог нема потреба од дополнителни повици и откровенија. Бог еднаш ни се откри, ја основа својата црква, заедно со своите свети апостоли, потосна тие тоа го пренеса на своите свети ученици, го запиша во Светото писмо, но постои сето предание, толкување на истото, сите правила, устројства и одредби за православната црква, за богослуженијата, за однесувањето и за духовниот живот во вакво Христос им го каже на апостолите по своето воскресение. Тие тоа го утврдија, поставија како темели и натаму го сочуваа и светите апостоли, првите нивни ученици, светите отци, и го утврдија, го запечатија на вселенските собори, каде што велеа на Светиот Дух и нам ни беше угодно да го донесеме тоа и тоа правило. Значи, откако реков, ја опоменав Каролина и нејзиниот сопруг дека доколку не сакаат да се потрудат, да се поправат или да се поучат или да дојдат да разговарат во секое време, за да им објаснам како действува лукавиот, дека ќе бидам принуден по благослов на нашиот митрополит јавно да ја изобличам, јавно да укажам дека греши, и доколку не принесе покаяние и сега, бидејќи ова е, реков, последна нејзина опомена, особено поради тоа што најважното е и поради тоа што се чувствуваме директно повикане, е тоа што го злоупотребува и манастирот, и Лесновскиот манастир, и мене како игумен и старешина на манастирот, бидејќи ги лаже луѓето дека има некаква врска со нашиот манастир, дека доаѓа често во нашиот манастир, дека и јас и праќам луѓе кај неа, а во последно време, зашто и особено бевме огорчени, таа ги лаже луѓето не само од Пробишти, туку и пошироко, и во Кочан, и Штип, и во сите градови, не знам каде се не, дека таа всушност не работи за пари. Дека таа се што и оставаат дарови, пари за тоа што помага, дека сето тоа го носи во Лесновскиот манастир и ни го дава на нас за како помош на црквата. Значи тоа е апсолутно една безочна и безумна лага. Затоа сакам да ги упатам луѓето да никогаш, апсолутно никогаш да не поклонуваат доверба на никого кој што се представува во името Божјо, а е надвор од црквата. Значи луѓето честопати знаат да кажат, ама во црквата, нели, свештениците зимаат пари, ама се вакви или такви, но реков, никој никого не присилува. Луѓето, ако не сакаат, не мора да доаѓат во црквата. Значи, свештениците да зимаат минимални средства за некоја молитва или за некоја треба, тие напротив, кај таквите луѓе како кај не остават многу повеќе, бидејќи под маската на доброто, лажејќи и измамувајќи ги дека таа не зима пари, точно е дека можеби не зима пари и многу други,
и дека не ги трошат на никаков раскош, нели така, не ги злоупотребуваат, меѓутоа никој човек кој ќе оди барајќи помош, па и од таквите луѓе, заради и суеверен страв, ако нема вистински страв Божи, никој не останува должен на Бога. Тие наводно под маската ќе рече дека ние не земаме пари, не сакаме ништо, но никој човек заминувајќи си од такво место, од таков човек, кој што се декларира себе си дека е наводно служител Божи, нема да отиде без да остави ништо. И тоа многу повеќе отколку што ќе остави во црквата. И да биде иронијата уште поголема, ќе спомнам уште една работа која што ја дознав во разговорот со неа. Таа пред се не е венчана ниту со својот сопруг. Во црквата, оние кои што не се венчани црковно, ние не смееме да ги спомнуваме воопшто на света литургија, исто како оние кои што не се крстени, бидејќи живеат во тежок и смртен грев. Значи, живејќи во таков грев, не познавајќи ниту 1% од православната вера, таа, повторно реков, се само измамува и ги измамува луѓето дека е повикано од Бога и дека тоа што и се случува е Божи повик. Значи, ќе повторам, луѓето да запомнат, секогаш кога ќе слушнат за некој таков човек, жена, исцелител или во било каков облик, додека не се допрашаат до црквата, до некој свештеник кој што тие мислат дека во кој што тие има доверба, до духовник, до отец, било каде, кој е тој човек, каков е тој човек, дали е тој служител Божи, дали има некаква врска со црквата или не, да не одат и да бараат помош. Бидејќи реков, Бог нема да ни се налути ако ние не одиме во црквата и не бараме помош од свештеникот или од духовникот, туку трпеливо и човеколюбиво ќе го чека нашето покаяние и повторно ќе биде до нас кога ќе му отвориме срцето. Но доколку бараме помош од таквите луѓе кои што се непријатели Божи, непријатели на црквата, тогаш и текако ќе го навлечеме и врз себе си, и врз семејството, и врз децата гневот Божи. Бидејќи Бог не е тиранин. Меѓутоа, кога бараме помош од нив, ние самите се отвараме себе си, го отвараме нашето срце и нашиот ум за дејство на демонските сили. И тоа сето може да заврши многу трагично, па дури и до демона обседнатост. Од искуството на многу дечиња, такви кои што доаѓаат тука во манастирот и со нивните мајки кои што плачат неутешно, бараат помош. И на крајот ќе повторам. Значи, ова е една последна опомена до неа, за да се поправи, да се покае и да се врати во крилото на црквата. Во спротивност, нашиот митрополит лично и јавно ќе излезе и ќе ја одлачи од црквата и од светите тајни, таа и досега воопшто ниту ги прима светите тајни на телото и крвта Христови, но ќе одлачи целосно од црквата и доколку не се покае, нема да биде удостоена ниту со христијански погреб. Туку ќе биде погребана како оние кои што се отпаднати од црквата или самоубиците. Затоа уште еднаш упатувам повик и до неа лично и до нејзиниот сопруг да се вразумат, да се покајат и да побараат помош во однос на тоа што им се случува, за да им биде јасно како демонот ги лаже и нив и луѓето кои што бараат помош од нив. Ви благодарам уште еднаш за вашето зивање на повикот и се надевам дека сето ова ќе вроди со голем плод кај нашите верници. Отец Дамаскин, ви благодарам за одвоеното време.